Над 40 сопственици на автошколи од повеќе градови во Македонија се осомничени дека договарале и ги усогласувале цените за обуките на кандидати за возачи. Од Комисијата за заштита на конкуренција се сомневаа дека компаниите формирале ценовен картел и ги довеле во заблуда и загуба идните потенцијални возачи, кои очекувале фер и транспарентни услови за обука. Истрагата ја спроведе телото на Комисијата за одлучување по прекршок и доколку се потврди дека навистина се случило договарање, ќе бидат преземени соодветни законски мерки и санкции. При извршениот увид се откриени индиции за усогласено однесување, што представува потенцијално прекршување на член 7, став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата. Од Комисијата за Алфани објаснија дека додека трае постапката не може да откриваат дополнителни детали, но велат дека ќе продолжат со интензивно собирање на докази и ќе биде направена темелна и целосна анализа. Ова не е единствениот од ваков тип на монополско здружување. Предходно Комисијата изрече казни за 10 осигурителни компании во вкупен износ од 280.000 евра, поради усогласување на цените на задолжителното автоосигурување. Во периодот од 1 март до 7 мај 2024 година, компаниите разменувале чувствителни информации, координирале активности и во многу краток рок донеле идентични или меѓусебно усогласени одлуки за зголемување на делот на премијата, што се однесува на вршење на дејност познат како режиски додаток.